Добар ви ден и добре дојавте во најновото издание на емисијата Класи. Денеска ве водиме во селото Седларево, а за да стигнеме таму, по автопатот од Скопје за Тетово се исклучивме кај Грубчин и еве како што пишува на овој знак, Седларево е оддалечено 17 километри од тука. А целта на нашето заминување во Седларево е сточарот Хасан Адеми, кој што има повеќе од 2000 овци и мандра каде што произведува овчо сирење. Патем таму ќе разговараме и за сточарските задруги, а особено за сточарската задруга Шари од Тетово. Ете, ова беше се во најавата. Следете не, ве уверуваме дека ќе имате интересна емисија во наредниве 30 на минути. И така, полека, покрај улестиот шумски пат, тргнавме нагоре кон Седларево. По патот речиси на секоја кривина чешма. Вода блика од сите страни. Се движиме полека и се восхитуваме на прекрасниот колоритен пейзаж. Шаренило од есенски бои кои што чиниш се прелеваат една врз друга, креирајќи уникатна гледка. Минавме покрај Лукојце и Мерово и продолживме по нагорнината. Пред нас се отвораа прекрасни хоризонти. По 40 на минути релаксирано возење стигнавме во Седларево, каде што не пречекаа домаќините. Ни рекоа дека следните 2 километри до Бачилото патот е лош и ќе одиме со нивни возила. Полека стигнавме до стадото овци. Тамо двајца овчари и неколку шарпланинци кои што се грижат за стадото. Ни велат нема подобри чувари од нив, а во последниот период се појавувале мечки. Откако си поприкажавме по нешто за минатите времења во селото и околината, решивме да поразговараме со Хасан Адеми, кој што чува повеќе од 2000 овци. Добро дојдете. Добре, ве најдовме, јас сум Тони. Асан. Драго ми, јас сум. Прво морам да ви кажам, еве го шарпланинец овде чува. Да. Вас и стадово. Имате повеќе шарпланици? Имаме повеќе. Да? И многу добре се, многу чуват и многу се за овци шарпланици се најдобри. Најдобри чуват, така? Да. И се морам следно да ве прашам, ми се допаѓа прво за гробава. Ова е рачно правено дома? Да, фала ти многу рачно е правен. Жена ги направи и после кај мајторот ги шие. Значи, жена ви мисли прво на вашево здравје, тука Да. немам. Да. Одлично. Да, фала. Зимава ќе нема проблем. Не, нема проблем, нема да студи. Да? Ја ги носим и на лето, не ми е топло. И на лето и на зима. Ај вака сега, да почнеме со ред, овие се опинци, така? Да, тие опинци. Да. Добро, овие беливе чораби како ги викате? Калчини. Калчуни? Да, калчини. И ние така ги чораби, викаме да. калчуни. Да. Овие се сега бечви, како бечви. Да. И вие како ги викате? Тирч. Тирч? Тирче, да. А, добро. Да. Ова минтан? Минтан? Да. Добро. Волнено се, Волна се, волна. нема да имате гајле. Да. Ја живим се Природно. природно. Така треба. Природно се храните, Да. природна облека, Да. затоа ќе бидете здрави, нема проблем. Така. Предпоставувам дека лекар не познавате. Не знам ни дали постои. Да. Така да биде Да. секогаш. Фала. Добро, значи овде сме во близина на Седларево, така? Да. На која надморска висина сме овде? 1300 пати. Охо, Да. високо. Високо. Гледам овде стадо овци. Да. Колку овци имате? Имаме околу 2000. 2000 овци. Да. Одлично. Да. И како успевате да се справите со 2000 овци? Па слушај, сме имале повише, ама због работници ги намалиле мало. Сега тешко, не е лако, да нема работници. Ги сакаме многу овци, еве и Шаби, и Весел. Многу ги сакат, ама еве, због работници ги
Значи главен проблем се Да, работници. много. И не само кај вас. И на други места истиот проблем. Да, sam slušao i na drugi mjesto isto tako. Добро, еве сега есене, планирате да се селите малку појужно. Da, idemo za Belec, Čačka tamo, pa tamo vrne malo i sneg, ama nije kao tuka. Tuka ne možemo da egipati. Pa dojde tuka metar i pol sneg. Значи мора да одите долу. Мораме. Ја продолжувате традицијата која што Napred što беше. ете така со години што Да, се негува. да, Значи да. овците секогаш на есен се носеле долу Da. во јужните краишта. Добре, еве овде гледам поголем простор. Има доволно пространство за паша? Ima, za ove stoka što imamo svega toga, dovoljno je. Dovoljno. А има и други што чуваат стока? Nema nikog. Леле. Mi sme tuka što imamo ovdje. A imaše tuka 18.000 ovce. 18. 18.000. И тоа само овце. Da, А samo. сигурно имало и говеда, Imaše коњи. 1500 kravi, imaše konji, magari, sve imaše toga. Svega nema ni magari, ni konje, samo mi to držimo stoka. А што се случува со луѓето? Има луѓе? Nema ni ljudi, sad ide sve za stranstvo, ide u grad i tako. И ќе дојдат од време на време, така? Pa, da, samo na letno vreme dojde koga ima. Да се видат со Да, да се роднините, со видат, пријателите да. кои Да. имат однос. Da, koga ima. А добро е овде, гледам само едно стадо овде. Колку има отприлика овде, може би 500 овци. Ima tuka 800. Aha. Imamo i drugi predjeli tamo na drugата strana. To su malo podaleko. Tako. А бачило овде прискури. Тука je 500 metara. А добро, ајде, видиме проблем за овчари. Ама со молзење во се што прави. Pa samozrenje imamo ručnik imamo, tako. Така? Pa nemamo tako mašine, pa nemamo struje toga. I zato ne smije uzeti čak i naši za I sve ručne pa najdem neko 6-7 ljudi ili 8 na prolet koga se može toliko i tako se muče. А со јагнињата Nemamo problem sa jednim. ги продават. Da, ги dava. Годинава задоволни бевте? Da, zadovoljno. Добро помина. Dobro, hvala Bogu, dobro. А добро, од млеково правите сирење? Da, pravime sirenje. Na prolet, koga smo tamo u Veles, davame mleko, pa nemamo osnove tamo i Tak. zato ga davame mleko. A koga dojdeme za planija, sirenje го pravimo. А, Da, произведувате поголеми количини сирење. da. По која цена се продава овчево сирење овде? 10 евро на кило. Колку? Значи 600 денари, Da, 10 6 евро. евро. А то, успевате се да си продавате. Da. Па добро. Да. Значи проблем главен велиме дека е со работна сила. Da, to rabimo. Сериозно е тоа. Da, to je seriozno. I to za žal. Za žal. Добро, ова семејна традиција ви е со овци? Семејна традиција ви е од време сте одгледувале овци? Od dedo, tatko i sve sme čule ovdje, da nekoj 30 godina sme batali te, ama celo vreme na stoka sme misli i son na ovca sme. Так. Da, pa bez sme bili u Germaniji, ale baš druga nije veseli i šabi, bratušek nije brat. I oni su ušli u Germaniju, ama celo vreme sme misli na ovca. Na ovca, ne na kravi, na ovca. Так. Значи тоа е влезено во крпење. Da, od mali. Тука сме родени кај овци. И така. Така сте растеле покрај овци. Да. И така. Добро. Овците полека се накачија по ридот, а ние се спуштивме до бачилото. Забележав кралук и го прашав Хасан да ми каже нешто интересно за кралукот. Хасан, да ти кажам искрено, кога бевме деца и кога ќе поминува стада овци Да. од планината, еве овците велеа дека се од Маврово и одеа во јужните краишта, тоа на есен се случуваше, значи овој период, Да. и сите овчари носеа вакви стапови и ги викаа кралуци.
Кралук. Да, и кај нас исто се викат крлици. Кралук е? Да, Добро. да. Ова е значи прав кралук, така? Да, прав крлици. Зошто служи ова? Зошто е вака свиткано? Тоа служи за овцата, кога сакаш да го лечиш или да го фатиш или например било шта, Аха. и со ова го фаќаш за ногата. За нога. Да, и нема да бега. Така. Значи, кога влезе кај овци, па има овци што се плашат и не се приближат и со ова го фатиш. И врши работа. Го користите сега? Да, го користи, да. Добре. Ама нема сваки сточарова. Аха, така. Нема. А мене ми е специјално наручен од Грција ми е иман донесен. Така. И така. Значи кралук. Да, крлик. Добре. Да. Одговара и со гардеробата. Точно погодено се. Да. Одлично. Убави објекти од камен. Дзирнавме внатре, а таму модерна опрема од рострет, чисто среден. По краткото разгледување седнавме во кујната. Шпорет на дрва, а на него стар чајник. На масата лутеница и сиреј. Мерац. По кратката закуска време беше да поразговараме и со организаторите на ова патување. Беха Рене Зирие, председателка на земјоделската задруга за традиционално сточарство Шарио Тетово, чишто член е и оваа фарма. Бехаре, вие сте председателка на задругата Шарио Тетово и пред известно време имавте организирано настан во село Вејце. За што конкретно стануваше збор? Значи, ова е втора година што организираме истата манифестација со иста тема, со исти цели. Беше ден на компирот од шара и тетовскиот граб, кој е многу веќе традиционален Така. кај нас. Исто како и лани, сакаме ова манифестација да биде традиционална, благодарение на Министерство за земјоделие. Овој настан и ова година се забележа и се надевам дека и во иднина ќе биде забележана, бидејќи со тоа е цел да развиеме националниот парк Шар планина, да ги вратиме нашите сограѓани во селата, да живеат во селата, да имат мотивација да живеат во села и да најдат извор на приходи, да, бидејќи компирот од Вејце веќе е познат бренд како и тетовскиот граб и многу наши членови го садат више. А се планира да се заштити со географско потекло? Да, имаме план, веќе со гравот е направен тоа. Сега чекаме и за компирот од Вејце да се направи тоа, бидејќи се навистина две традиционални продукти кои нас ни дават вредност и име. Колку членови има задругава? Моментално ми имаме 34 членови. Па тоа не е мал број. Добар е бројот и гледам има многу заинтересирани други што сакаат да бидат наши членови. Бидејќи го гледат и мината во задруга. Така. Еве сега се наоѓаме овде кај еден ваш член. Каде сме овде конкретно сега? Да, моментално овде сме во село Садларево, кај фарма Садларево, каде ова е наш член, кај господин Хасан, познат ја на овие страни. И како што гледате, све многу убаво во Бачулото и времето ни се погоди и природата ни е многу убава тука. Да, ова позадина е Гургурница. Да, еве Гургурница, да. Убав пейзаж. Ме интересира дали одите надвор од Македонија, посетувате ли некакви манифестации, сајами, се едуцирате ли некаде дополнително? Да, како задруга цел ни е и тоа, например да стекнеме искуства и од надвор, да видиме например како тие од надвор го развијат земјоделието и сточарството. Јас имав прилика да бидам да учествувам во некои семинари, да бидам дел од неколку посети тури таму, студиски тури. Лани имав прилика да бидам во Франција, каде бевме таму на саем, видовме машинерија, технологија многу, посетивме фарми. А исто и ова година бевме во Италија, посетивме неколку градови како и Сардинја, островот, и таму видовме дека
стварно луѓето го сака земјоделието, го сака сточарството и го работат со многу ентузијазам. Тоа сакаме и ние овде да го донесемо, да ги споиме искуствата, па да најдемо некое заедничко што ќе помогне да го развие сточарството и земјоделието во нашата земја. Кога спомнавме Сардинија, ако се земе по територија островот е отприлика некаде околу Македонија, има и Македонија? со граѓани и со големина. Ете така. Ние имаме некаде околу 400.000 овци, каков е случајот таму? Таму имаше многу овци, замисли имаше 12.000 фарми. 12.000 фарми. Да. И како изгледаат таму фармите? За разлика Научна од фантастика нас, за нас? научна фантастика за нас, да. Таму има технологија, луѓе работат, гледаш машини, гледаш сликата од таму кај нас. Значи, стварно ние треба да работиме многу, за да поздигнеме таму и за да тоа ќе го развие земјоделието. Значи, иднината е во тоа, во машинеријата и во технологија. Бидејќи тоа стварно помага да се развие повеќе земјоделието и сточарството. Ама однесовте наше сирење таму? Да. И што вела за сирењето? Многу вкусно, им се допадна да ти кажем искрено, како нашето бело сирење не видовме ни во Франција, ни во Италија. И па им носевме таму да проба, да видат и многу им се допадна. Да ти кажам искрено и ова сирење што го пробавме сега пред малку прекрасен и ова да сте го однеселе сигурно ќе им се допадне. Да, па беше од нашите членови и многу им се допадна и го ценија со највисока оценка. Да. Вика дека би било многу побаран во нивниот пазар. За другата Шари е организатори на манифестацијата во Вејце, која што се одржа неодамна. Данаска на овој манифестација сум представник на земјоделска задружа Шари, Тетово. Овој настан го организираме втора година со поддршка од Министерство за земјоделие. Првата година како почетници нормално не знаеме како ќе одиме, беше многу супер. Затоа министерот ни вети дека ова треба да се продолжи и ова година ме поддржа и Министерство за земјоделие. Овде се само производители на ова село. Селово се познава како најдобар компир, граф и други производи, сир, млечни производи. Ме интересира, дали во овој крај, овде во Шарпланинскиот регион, имат доволно количини што се произведуваат на граф и на компир? Да, компир имаме највише, во ова село над 400-500 тони годишно произведувам компир. И значи немаме некој пласман што може да го продават фермерите веднаш, но сите на пазар Тетово го продават и околина. Добро, покрај земјоделство, компир и граф, Шарпланина е погодна и за сточарство. Каква е состојбата со сточарството? Со сточарството малце ни е тешка работа да решеме. Во овој регион, у Шарпланина имаме многу капацитети за производство, за туризам, но треба државата малце внимание да дава повише за да ги држиме младите на овој регион. Насер, колку што ми е познато, ти имаш свое стадо горе и на Шарпланина, таму има и бачило, така? Да, ние ја имам фарма, имаме над 3000 овци, околу 200 крави и 80 коњи. Јас сум на тој дел на тој Попова шапка и таму организираме и рурален туризам, фармерски туризам, како да решеме. Организираме јавање коњи, гости. Ова година сме имале многу раст од другите години, сме имале и странци. Така да, ја би сакал еден апел до сите институции да помогнат што повише на руралниот развој.
Потоа разговаравме и со Моме Младеновски, кој што е главен промотор на нашата автохтона овца Праменка. Младеновски, дали ја гледаш иднината во задругарството во Македонија? Види, јас еве што повеќе години се занимавам, прво да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија на оваа специјална емисија Клас е поново, нели? Така да, и да ни пожелам среќна, успешна година, живи и здрави да се. Да. Иначе, задругарството е алфа и бета на македонско овчарство. Без него нима да обстанеме, нима да преживееме. Едино ако сакаме да се интегрираме во Европа и во светот и да го вратиме овчарство пред 30, 50, 100 години, само задругарство. Тие може да бидат и лидери, менаџери, организацијска форма и ревитализација на села и модернизација на села преку подршка на овчарството како едина економска активност во овие наши прекрасни планини. И затоа велам овчарството е азбуката на македонското земјоделство општо, а посебно на 71-2% македонскиве планини, што илјадници години го хранеа и го облекуваат човек. Моме, еве, ако некој е самостоен сточар, нели, не е член на задруга, што е она што како задруга му се нуди на сточар? Види, прво како задруга што му нудиме ние, прво е организација и информирање, точно информирање. Значи, информација да не лута човек сега, Фейсбук, ова, телевизија да слуша, задруга да дава точни проверени информации. Тоа е број еден. Второ, го организираме и го учиме стандардизирано производство, првенствено безбедност на сирење, на јагне, заштита од болести, да не дај Боже, нели, дојде до заразување на потрошувачот и утре самиот производител е тоа кривично дело дека направил некоја штета. Не намерна, него од незнаење. Така да тие, второ, нудиме набавка од разни проекти, опрема, опремување, еве видовме нова фарма, има убава опрема тука, најубаво, квалитетно, мрсно сирење прави. Го пробавме извонредно. Го пробавме извонредно, значи тоа допринесува опремата. Ако не е ова модерна опрема Росвај, а работи човекот на традиционален начин. Значи го вржуваме традицијата со модерното време. Тоа е формулата на развојот. Посетувате одредени саеми и манифестации надвор од Македонија, каде што а и што се едуцирате, туку дали и носите одредени искуства од таму дома? Види, ние прво еве посетуваме, еве, трета, пета година како одиме надвор, најтазе бевме во Италија и во Сардинија. Тоа што го видовме на Сардинија, мислам Македонија беше пред 40-50 години. Сардинија 3,5 милиона овци, ние имаме 2,5 тогаш. Тогаш нели Сардинија, сега Сардинија тотално модернизирана, значи добро организирана, за другите се таму топ. Тие задруги ги држат тие 3,5 милиона овци, кои преку задруга се опремуваат, градат штали, се модернизираат, се едуцираат и имат договори за специјални услуги со агрономи, со ветеринари, да не зборуваме за стандардизација на сирење, извезуваат во Америка. Нашиот модел исто што научиме и од нив, еве промовираме, бевме скоро у Вејце горе, направиме многу убав фестивал. Сега ќе имаме друг фестивал на македонското сирење го припремаме. Многу манифестации учиме точно од тие. Еве сега ќе имаме партнерски договор со Сардинија, кај што ќе договор проекти, извоз на македонско јагне, извоз на македонско традиционално сирење. Цениве нема ги спомнуваме, глава боля ако успееме. Значи, феноменално, не само нашиот производ, него и државата, идентитетот, традицијата ја шириме низ цела Европа и низ светот. И од кај Бачилото се упативме назад кон селото. Нашите добри домаќини ни рекоа дека не смееме да си отидеме без да ни покажат нешто што ќе ни остане во вечно сеќавање. Но пред да ви покажеме какво изненадување ни приредија, имавме уште едно пријатно изненадување. Додека снимавме прекрасен пейзаж и еден ресторант кој одлично се вклопуваше во амбиентот, се појави сопственикот и не покани да му бидеме гости.
ни подготвија богата трпеза. Од вкусно по вкусно. Се заблагодаривме за прекрасниот пречек и назад кон Седларево. Импресивен хоризонт. Гледка за незаборав. Едно големо благодарам за нашите домаќини. Ова што го гледате зад нас не е некој пейзаж во Швајцарија или Австрија, а дури и Германија. Ова е езерото Козјак, гледано од едно риче на село Седларево. Така, Хасан? Така е. Ете, вие уживајте во оваа панорама зад нас, а ние ви посакуваме добро здравје и уште поубаво расположение. Пријатно! Колку ли самотајни крие оваа наша чудесна Македонија.